Почитувани гледачи, нова седмица, ново издание од мој став на интернет фреквенцијата на М телевизија. Ви благодарам што и оваа седмица сте со нас да го проследите најновото издание токму од оваа емисија. Мојот денешен гостен и соговорник е Саша Ивановски, попознат како Саше Политико, македонски новинар и уредник на медиумот Мактел. Саша, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од мој став на М телевизија. Како сте? Добро, благодарам на поканата. Се надевам ќе имаме интересен разговор. Се надевам и јас и токму по тој повод одбрав една доста актуелна, секогаш актуелна тема, тема која што ќе ја разгледаме како професија, токму од ваш аспект, од ваша страна. Ќе говориме малку повеќе за новинарството, ќе проговориме за новите медиуми, конкретно и општо за медиумите во Македонија, за слободата на изразување, за слободата на медиумите во Македонија и сето она кое што ги опфаќа медиумите кај нас. Саше Политико, како е почнува неговата кариера? Пред повеќе од 10 години, предпоставувам. Јас се сеќавам на наша ТВ. Да, така е, 2011 мислам дека беше. Така? Значи тоа се веќе 13 години. Види, фала ти уште еднаш за поканата. Зошто, предпоставам прашањето ти, зошто решив да се бавам со ова? Така на тоа алудирав. Да. Зошто токму новинарството? Бидејќи јас по образование не сум новинар, јас сум електроинженер и тоа е еден од најтешките факултети ги имам завршено, тоа е оздолгласениот ЕТФ, насок АКТИА, едно од најтешките компјутерско инженерство, автоматика и роботика, така да беше наистина многу тешко, но не ме тоа влечеше, иако го студирав и бев така, не бев најдобрите студенти, ама не бев ни за фрлање. Имав и деветки таму по некои предмети, но новинарството секогаш ме привлекуваше. Се сеќавам кога студирав, секогаш носев под раката весник на предавање, на паузи, мислам да зборувам за компјутери, јас зборував за политика, ги пратев настаните тогаш во државата. Баш кога студирав 2001 имаше војна. Се сеќавам ни предаваше Анета Бучковска математика, а од прозорот се гледа битките во Радуша, бомбардирањето, тенкови и така натаму, така да од секогаш политиката многу ме интересирала, ама не сакав да се бавам со политика, сакав да се бавам со новинарство, да ја анализирам политиката. Доколку го разгледуваме новинарството денес како професија, несомнено станува збор за една интерактивна професија, поврзана со многу сегменти, култура, економија, здравство, секако политика. Меѓутоа, денес и не така атрактивна професија за младите. Еве, последниот извештај кажува дека многу малку студенти имаме на факултетите за новинарство широм државата. Каде е новинарството денес? Каде беше кога Саша почнуваше новинарство? Да направиме една паралела и ретроспектива. Знаеш зашто мислам дека тоа така, бидејќи новинарството е алтруистичка професија. Не можеш да направиш многу пари во новинарството. Ако го работиш искрено, народски кажано поштено ако го работиш, не можеш да направиш многу пари. А младите се повеќе се материјалисти, се повеќе се склони кон материјализмот, кон парите. И во целото општество станува се поматеријалистичко, знаеш, се повеќе на Инстаграм луѓето се фалат каде биле на одмор, каква кола возат. И младите се велат зошто да се бавам со новинарство, зошто да ја оправам државата, кога можам да се мислам на себе, да се бидам себечен, да си правам нека бизнис, да си правам нека кариера, што е доста продуктивна и профитабилна, било да е тоа програмирање, медицина, бизнис, не знам кој да е било бизнис. А новинарството е многу тешка професија, едноставно многу часови се. Нема она, нели, знаеш, она изреката баланс работа и приватен живот. Во новинарството тоа го нема, бидејќи вестите се случуваат и пред работно време, после работно време, инциденти, конфликти, проблеми. И кога се новинар 24 часа. Не можеш да бидеш новинар од 8 до 4-5 и после да не си новинар. Така да, многу тешка професија, а не е добро платена, бидејќи бизнис моделот во новинарството е многу, така како да кажам, чуден, бидејќи вестите не се плаќаат. Например, ако отидеш во продавница, ако купиш некој продукт, веднаш го плакиш. А новинарството го даваш без пари, па очекуваш другите тоа да го ценат, фирми,
знаеш, спонзори, па тогаш да го наплатиш секундарно. А сега тука дали ќе успееш фирмите да ги убедиш да се рекламират на твојот медиум. Така да многу тешка професија и затоа младите бегаат. Сега мене тука ми се наметнува друго прашање, кога велиме што им нудиме на слушателите, на гледачите, на читателите, колку им нудиме, толку ќе бидеме прифатени и ценети. Меѓутоа, нели сметаш дека денес се повеќе и повеќе се само декларираат како новинари, како медиуми, се повеќе се нудат, како да ги кажеме, дезинформации. Тука ќе поврземе и медиумската писменост, колку граѓаните знаат што читаат и на кого можат да веруваат. Нели сметаш дека веќе се појавија многу портали, многу медиуми, само прогласени медиуми, кои што малку и ги бунат читателите и обичните луѓе на кого се може да веруваат? Јас не гледам негативно на бројот, на зголемиот број на портали. Препроставно тоа алудираш дека има многу интернет портали, интернет сајтови, подкасти и така натаму. Ја мислам дека тоа е добро. Мислам дека порано кога немаше многу, кога малку беа, тоаш моќта беше концентрирана во, не знам дали го знаеш оној термин, сигурно си го слушнала, бардовите на македонското новинарство. Тоа се околу 10-20 стари новинари веќе. И тие го имаат целата моќ, оние ја имаат, и тоа што тие таа моќ некој од нив ја злоупотребија. Да, меѓутоа прашањето... А сега нема да можат, сега се стотици. Да, но нели треба да постојат некои критериуми кои што треба да ги, конкретно да ги задоволува медиумот, за да се нарече медиум и да пласира информации во јавноста. Сведоци сме на многу дезинформации, на многу лажни вести, на многу кликбейт наслови. Но почитувана Викторија, знаеш кој ги шира најголемите лажни вести овие години во Македонија? Најголемите новинари. Некам сега да ги спомнам, бидејќи ќе добиеме тужба за клевета, но има многу познати големи новинари што ширија најмногу лажни вести. Се сеќаваш на груевизмот, се сеќаваш на груевизија, како владата тогаш ги исплакеше најголемите телевизии за вестите да бидат со розови очила. Секогаш дека бомбите кога пукна не оддекна во најголемите медиуми. МПМ групацијата вестниците не ги објавија бомбите. Сите тогаш не ги објави бомбите. Само Телма ги објави преку Топ Тема. Нити Канал 5, нити другите телевизии. Така да јас те сваќам, логиката ти е окей. Ти викаш ајде да видиме кој може да биде медиум, кој не, така? Така. Кој тоа го регулира? Кој ќе го регулира? Кој ќе го регулира тоа? Претпоставам државата. Добро, како? А што ако владата каже, овие новинари многу ми се пргави, постуваат многу незгодни прашања. Сега тука друго се поставува, колку новинарството е разделено од државата денес. Денеска е. Значи, ако имаме нешто оваа држава добро, тоа се медиумите. Има слобода и тоа може да го приметиш и самата, претпоставувам. Многу има критички осврти на владата и на општините и на институциите, па не знам дали приметуваш овие денови, има ретирирање, многу често ретирирање на институциите. Се сеќаваш сега пред некој ден имаше оставка на оваа комисијата за помилување. Што мислиш ќе се случи таа оставка ако се случише ова 2015, кога немаше слобода во медиумите? Немаше да има таква оставка, бидејќи немаше да има бура во јавност. Така велиме дека денес имаме комплетна слобода на медиумите? Мислам дека да. Дури делува маца и хаотично. Толку има слобода што дури делува маца хаотично. Дури медиумите во трка за, ти рече, за кликови, нели, за гледање, малку прават преголема гужва и паника од што реално можеби заслужуваат некои моменти, ама така и секогаш во демократските држави. Секогаш медиумите во потрага по гледаност малку даваат драматика. Не знам дали си живеела во Америка, дали си патувала. Во Америка, например, за да направат гледаност овие големите телевизии, прават паника од најситна бура, невреме, го прогласуваат тоа како невреме на столетието, и ти се очекуваш смак света, а тоа е некој дожд. Значи, они само чекаат медиумите нешто да направат од нешто паника за да го заинтригираат гледачот. Треба ли тоа така да биде? Како ќе го оцениме нашето новинарство од аспект на професионалност, од аспект на етичност? Мислам дека е доста добро. Мислам дека има, но има и проблеми. Има и новинари што злоупотребуваат моќта, нечестни. Тука веќе доаѓаме зашто публиката тоа не го приметува. Зашто народот тоа не го приметува. Зашто народот нема медиумска писменост, ти што велиш.
Но така и на запад, дури и на Америка нема медиумска писменост. Јас верувам дека се повеќе и повеќе се подига свеста за тоа што ќе читаме, што ќе се одбереме да читаме. Мислам дека обичниот граѓанин точно знае што и кого ќе го чита денес и на кого ќе верува и нека биде така. Не го делам твоето мислење. Мислам дека малце го идеализираш. Јавноста идеализираш. Мислам дека јавноста голем дел знае, ама голем дел па и не знае. Има новинари што 30 години шират лаги. 30 години шират говорна мраза. Велиш дека обичниот човек тоа не го... Голем дел не. Значи некам да ги споменам себе, дека некам да идам по судови со нив да се расправам. Но има новинари што буквално 30 години шират омраза и кон нашите сограѓани албанци, и кон нашите соседни држави. И шират лаги, прават флип-флопови, 2 години ќе велат Бехтиленка е најкриминален договор на столетието, а сега вчера напишаа колумна на истите тие дека Бехтиленка е уствари многу добар договор. Сакаш, значи имаш новинари што прават флип-флоп, тоа е амерички термин, значи 180 прават промена, едно велат еднаш, за една година за истата работа велат сосема спротивно, зависи како нив им одговара и на нивниот шеф или спонзор или зависи за која партија одработува. Така да а тие новинари во исто време се најгледани, најчитани, најценети. Ако видиш ќе настапат во некоја емисија имаат по 40-50 илјади гледаност. Така да за жал не ја делам твојот оптимизам дека народот има многу голема медиумска писменост. Меѓутоа, сепак, мислам дека, еве, јас ќе тргнам од себе како читател и како гледач, точно знам што, еве, конкретно целната група на млади луѓе, мислам дека точно знаат што гледаат и слушаат. Вред, баш ми е мило што имаш тоа мислење. Одиме понатаму, јас сакам да фатиме и темата за нови медиуми, да ја поврземе. Вие сте работеле, или можеме на ти? Ајде, да, може почнавме, можеме на ти. Си работел во телевизија, основач си на електронски медиум, на порталот Мактел, па можеме да направиме една паралела помеѓу еве традиционалните медиуми и овие нови медиуми кои што сега излегуваат, тука се социјалните мрежи, интернетот. Колку телевизијата го задржа денес приматот во медиумите? Уште има големата моќ, бидејќи се уште телевизијата царува во дневната соба, а луѓето се во дневната соба. Така да... Јас велам дека биде само пуштен телевизор. Да, нели? Да. Така да... Со тек на време ќе се намалува, но ќе треба многу време за тоа. Ќе треба уште 30 години може. Но луѓето па благодарение на смарт телефоните, на смартфоните има пристапи до порталите, така да и порталите имат голема моќ. Но види сега што се случува, самите телевизии отворија подкасти, отворија портали. Да, тоа ќе те прашав за мислење за сите овие. Така да каде е моќта, зборам за финансиската моќ, таму ја има и медиската моќ, бидејќи сите медиуми без разлика дали се нови или стари бараат инвестиции. Значи бараат ресурси, вработени, плати, студија, така да едно време, кога беше така специфичен период, кога медиумите големи беа на некој начин злоупотребени од режимот на Груевски, тогаш се отвори еден простор порталите малку да заживеат и да бидат многу, јас се сеќавам Мактел МК во првите години кога баш за тој период зборувам од 2012 кога се отвори Мактел до 2015, тие 3 години Мактел го чита, немате се верува, по 30.000 луѓе дневно. Че тоа е огромна бројка, тоа е како една мини телевизија. Така да тој период беше револуција за порталите. Но сега веќе има многу портали и веќе се некако начин ситуацијата се стабилизираше и сега веќе имаме околу 10 портали кои што се многу читани, но тие портали се собственост на големи постари новинарски имиња кои што имат конекции со многу компании, со многу спонзори и со многу маркетинг агенции и тие портали го имаат главниот збор. Јас паѓам во тие помалите портали. За жал, се уште Мактел МК се уште не успеа да стане голем портал, но се надевам дека
и тоа ќе се случи во иднина. Јас за жал се повеќе слушам од мојата околина дека не гледам телевизија, и некако конкретно на нас помладите, помладата публика, ние некако се сакаме нешто подостапно, побрзо, дали тоа било подкаст, дали тоа било YouTube, дали било на на социјалните мрежи, како новите медиуми така брзо ни стана омилени, ќе кажам. Да, еве сега, например, многу популарен е Лазаров. Тој е лидер, нели, во медиумите. Може би младите сакат нешто малку поопуштено, позабавно, а неговите мисли забавни, така малку се релакс. Така да, може би, телевизиите се пресериозни за младите. Да, тоа ќе ми беше прашањето, дали не нудиме доволно содржински материјал токму на телевизиите. Еве, конкретно имаме 2 емисии, скоро 3 емисии за култура на телевизиите во државата, што е многу жално. И еден млад човек, според мене, не треба да гледа само подкаст со лабава содржина, треба да седне да изгледа и некоја емисија од културата, треба да изгледа документарец добар. Се сложуваш? Колку нудиме ние програма како медиуми? Добро ти прашањето, но не знам дали луѓето треба телевизиите, културно, тоа доаѓаат фамилиите внатре во семејствата, од мали ако ги носиш на концерти, децата, ако им влееш, не можат телевизиите да бидат воспитувачи на младите. Тоа доаѓаат фамилијата, од околината. Телевизиите се сепак, знаеш, Викторија, телевизиите се бизнес. Да, од бизнес. една страна тоа, меѓутоа од друга страна, зошто ние еве како медиум, како телевизија да не поддржиме млади луѓе, уметници кои што нешто творат, кои што нешто прават, и според мене заслужуваат медиумско внимание. Така се согласувам, но види, ти настапуваш од аспект на граѓанин и новинар. Но ако си собственик на медиум, ќе бидеш у чудна ситуација дали да поддржуваш содржини кои што не се многу ултра популарни и не ти носат максимален профит, или ќе се фокусираш на содржини што носат максимален профит. Сега од аспект на бизнес. Да, бидејќи јас сепак сум собственик на медиум. Така, тоа ќе го кажам. И јас знам која сторија ми е најчитана, која не ми е читана. Сум имал колумни кои што биле прекрасни, но не се читани. Значи, луѓето... Ја и ствари не ги обвинувам луѓето. Луѓето бараат забава малку. Животот е претежок за бидеш сериозен. Им треба малку смеење, малце глупирање, нека да видат, да се насмеат малку. И сега зависи до која мера ќе се оди. Значи, и лично јас не ми се допаѓаат на емисии каде што се промовираат музички звезди кои што не пеат, него само се разголуваат на сцена. А ти се допаѓаат ли многобројните емисии за политика, например, кои што ги нудат телевизиите? Тоа е убаво тоа. Треба да се издебатираат работите. Јас се сеќавам едно време, ти си млада, не се сеќаваш дека пред 10 на години, 15, немаше дебатна емисија, Викторија. Буквално немаше. Колку кајна се содржајни и... Сега проблемот е, предпоставам, алудираш на тоа дека исти ликови се вртат на сите, така? Тоа, да. Ема, знаеш што е проблемот па тука, што малку луѓе па имаат храброст да излезат па да зборат пред камера. Ќе тресат некоја глупост, а после ќе се срамат долго време, ќе ги зафркаваат за таа глупост и луѓето се малци воздржани и се плашат. Не секој може пред камера да биде слободен да зборува. И добро, и не на секој му се дава и можност да зборува пред камера. Јас и тоа го делам мислење дека не треба? Не, треба да се даде, ама не на секој се дава. Кога говориме дека се вртат исти луѓе, мислам дека треба да се даде простор и на други, да се поканат и други. Ама еве, ај ти сме новинари, ние знаеме колку тешко се наоѓаат гости за емисија. Колку пати се случило ќе се јавиш на луѓе, леле, не можам, страф ми е. Ќе го убедиш, нема. Ќе се замерам со властите, ова, она, така да еве, може би се правила анкети на улица. Јас сум правил анкети, знаеш колку луѓе неќе пред камера да застанат. А до некаде па и со права се, бидејќи некои потоа го злоупотребуваат, ќе треснат некој гаф. Па после тоа ќе го исечат, па ќе го вртат на социјални мрежи. Да, меѓутоа еве говориме сега за сериозни дебатни политички емисии, каде што верувам дека имаме посодржајни и многобројни луѓе кои што може да зборуваат на емисиите, освен тие 5-6 што ги нели вртиме. Но генерално заклучокот мој е дека е добро што има дебати и треба така да остане, но да, управо си, можеби треба малку да нови луѓе да излезат тебе, можеби млади новинари како тебе да поканат нови лица,
Управо си, стварно све истите лица можда прстен да ги изброиш. Може би нови содржини, Да, нови теми. нови теми. Да, да. Ете така. Управо си. Како ќе се движиме напред во однос на новинарството? Еве тука се и новите медиуми. Кои се твоите прогнози? Ќе биде ли подобро? Тешко прашање дали Конкретно за професијава во нашата држава? За сега не сум оптимист, но генерално секогаш сум оптимист, ама на долг рок. На краток рок не гледам во моментов убави некои моменти во медиумите, од аспект на тоа да имаме објективни, храбри новинари кои што ќе бидат објективни, што нема да го лажат народот. За жал не го гледам тоа. Гледам и на двете страни, и на двата политички табора. Едните викат преубаво е, другите викат пак прецрно е. А нити е преубаво, нити е прецрно, нека средина сме. Генерално државата не ни се движи многу во права насока, но мораме да бидеме објективни, да видиме добрата намера кај некои политичари, да ги наградиме за тоа. Така да моментално не сум оптимист, но на долг рок, ако остане демократична државата, ако нема нова некоја диктатура, природно работите ќе се дадат на свое место и ти што велиш, народот ќе ги препознае на долг рок, оние кои што искрено се трудат да му ја кажат вистината без да фатат страна, па дури ако имаат страна некоја, да речеме, ако се пристрасни, таа пристрасност треба да ја транспарентно кажат. Треба да кажат, да, јас сум за ЕУ, и сега тоа што сум за ЕУ не значи дека нема да ги гледам слабостите на ЕУ, или пак ќе го плашам народот со варијантите на алтернативите на ЕУ, па нема да лажам за ЕУ. Значи, има два типа на новинари. Новинари што се објективни, не зафаќаат страна, има луѓе што зафаќаат страна и при тоа, при зафаќањето на страна, ги извртуваат и фактите. Но јас преферирам да се кажат фактите, да се каже зашто си ти, но кажи ги фактите. Дури тие факти да ти против тоа ти што си. Ти кои залагање ги имаш. Така да, јас секогаш мојата улога во медиумите се ме сваќал како моја лична некој активизам мој, со некои мои либерални прозападни верувања, но никогаш не сум имал намера, ниту пак сум се трудил да лажам за да тоа да се оствари. Секогаш што ме кажал вистината и сум се борел активно против некои појави во државата, што се косат со моите верувања како треба да држава да изгледа, но никогаш тоа не се го правел од некои злобни намери и така натаму. Повеќе од 15 на години во новинарскиот свет, во медиумскиот свет, што ја одбележа кариерата на Саше Политико? Борбата со Груевски, тоа беше многу така и со неговиот режим, тоа беше многу тензичен период. Така да имаше бркањето на Груевски со Мобилен, тоа многу ми донесе и фанови на многу хейтери. Некои мои лични грешки, гафови што ги направено против многу познати личности во нашата држава со некои избрзани мои критики. Едноставно се направија многу добри работи, но многу и лоши работи. За лошите работи. Сите со иста цел? За лошите работи за лошите работи се каам секако. Би сакал да не ги направив, ама ги направив тие некои гафови. За добрите работи се гордеам. Така да имам некои следбеници, фанови кои што ден денеска ме среќаваат по маркети, по улици, по дискотеки, кафичи, што сака да се сликат со мене, а имам и погледи кај што се гледа дека мојата работа не им се допаѓа, но така и во јавниот живот, знаеш. Од кого учеше Саша Политико? Учев од некои новинари кои што од секој сум ги ценел. Држи ли тезата дека новинарството е занает? И дека наистина треба да се изучи? Не. Не мислам дека треба да се учи новинарство, треба да... Значи, мислам дека новинар се раѓаш. Или се ствараш од раните години. Значи, ја од раните години сум реагирал различно на некои теми што другите деца околу мене не реагирале. Например, малку беа тие тинеџери што седеа дома и гледа собраниски канал. Ја гледав и ги памтам и најстарите пратеници уште од 90-тите. Нивните изјави, дебати, се сеќавам на првиот дуел меѓу Бранко Цренковски и Лјучио Гиевски 98-ма. Тебе не те влечеше нешто да влезеш во политиката?
Да, пробав. Бев кандидат за председател на Унијата на школци 97 заедно со Владко Ѓорчев, Ацо Николовски, сега министерот ми беше тогаш против кандидат. Пробав да влезам тоа беше како први стази на политиката, но сватив дека дел од политиката и да лажеш, а ја не се чувствувам во кога лажам. И затоа не сакав да бидам новинар, него сакав да бидам аналитичар на... Извини, не сакав да бидам политичар, сакав да бидам новинар, аналитичар на политичарите. И борец против корумпираните политичари. И затоа така и влегов 2012 во новинарството и се борев против Груевски. Мислам дека сега денешните демократијата, што има во државата, влезат во НАТО, ќе сметам на некој начин и моја заслуга. 1% или пола процент имам и тоа улога во тоа што се случи со Македонија овие години. Јас пак се вратам на новинарството денес, на младите новинари. Колку денес оние искусни бардови на новинарството се спремни да пренесат знаење и сакаат да остават можеби наследници? Они не го испуштаат престолот, тешко го испуштаат. Сама приметуваш колку тешко е како млад новинар да се пробиеш на најголемите телевизии, али мора да се бориме со нив. Ја учев од нив, учев од Тацо Кабранов, учев од Чомовски, Јадранка Костова, Оливера Трајковска, до некаде од Бранко Геровски. Важно ли од кого учиш како млад? Важно е, но битно е да бидеш сепак ти свој. Си оставите свој печат? Да, например, мојот дуел со Латас на наша ТВ и ден денеска го раскажуваат, иако ја учев од него новинарство, кога он беше млад новинар во 90-ти, ја секоја емисија сум ја гледал, тоа не значи дека јас слепо го следам него и се согласувам се со него, па напротив, тој дуел на наша ТВ 2011 денеска има над 100.000, може повише кликови, таму се расправаме 2 сата. Така да, моите дуели преку колумни со Бранко Геровски се легендарни. Иако сум учил новинарство од нив, сепак не сум слеп нив следбеник, си имам своји некои бедувања, своји мислења. Најмногу од секогаш сум бил на иста фреквенција со Ацо Кабранов и денеска сме пријатели, комуницираме редовно. Аз сум ги читал многу Јадранка Костова, Кате Блажевска, сакам да кажам Гора Михайловски, тоа се нашите бардови, да речем. Така, дали денес одлучуваш што ќе гледаш и што ќе читаш или сакаш вака од се помалку да погледнеш што се нуди во медиумскиот простор? Знаеш како, Викторија, јас сум веќе 15 години во новинарството и јас веќе знам што ќе се каже емисијата, само што ќе ги видам ликовите кои се емисијата. Така да ретко гледам дебати, ретко гледам вести. Кога си толку години, 15 години не се малку, веќе знаеш што ќе се каже од целата емисија од почеток до крај. Така да јас имам некои своји емисии омилени на некои маргиналци кои што се непредвидливи. Народ си кажам како малку како будалетинки и ти ги гледам што ја ти не може да предвидам што ќе каже цела емисија. А овие мејнстрим дебатите не ги гледам. Саша вела дека новинарството е добра професија ако знаеш кога да се заменеш од неа. Тоа не беше за политиката? Јас го знам за новинарството дека е. Добро. Да, и често и го слушам. Кога треба да се заменеш од неа? Да, убава професија. Ја не сум чул оваа изјава за новинарството, ја мислам за политиката дека треба. Но во ред, ја веројатно ќе остана во новинарството долго време, но можеби ќе го поделам моето време со некој друга активност, некој друг бизнис што би бил во пакет со мојот портал, па може производите од тој бизнис ќе ги рекламирам на мојот портал. Можеби тоа нешто ќе се случи, но не верувам дека би се откажал од новинарството, бидејќи многу време, многу пат изодив, веќе имам многу добра комуникација со многу компании кои што веруваат во мене и се рекламираат на мојот портал, така да не би било кейсето да се фрли во вода. Мислам дека тезата апропо муабетот колку ние немаме работно време и колку професијата е навистина стресна. Да. Управа си за тоа, но јас сега веќе пробувам да учам да правам work-life balance, нели што викаат американците. Порано не знаев тоа да го правам. Но веќе учам. Веќе знам да исклучам и телефон, да го баталам, после емисијата ќе кажеш да се качам на водно, да со друштво да се опуштам, а порано буквално без со друштво, јас цело време сурфав на телефонот, па ќе донесе со мене лаптоп, па ќе почнам да работам сред друштво и не бев баш добар за дружење долги години, бев воркохолик.
Но тоа не го препорачувам на младите да го избегнуваат, особено за викенди, да пробаат да не бидат врхохолици, иако денеска сите така им велат. Освен ако не сме дежурни на работа. Освен што? Ако не сме дежурни на работа. Ако не сме дежурни на работа за викенди. И знаеш како е тоа, ако веќе се прикраја емисијата, сакам тоа веќе да го предложим на сите наши колеги, дури да го прашам премиерот тоа. Премиере, може ли у сабота и недела да не држите пресови, па треба и ние новинарите, и ние имаме фамилии, ние имаме другари, и ние треба да одмориме. Така Треба да одмориме, да. Треба да го бараме ние новинарите, тоа политичарите за викенди да нема многу активност. Ти благодарам многу што одвои дел од твоето време, што еве вака заокруживме некои теми поврзани со медиумите токму кај нас, со фокус на новинарството, или како не твоја вокација, меѓутоа секако твоја професија. Сашо, ти благодарам. Велате да новинар не сме да праша што не те прашав, меѓутоа што не кажавме нешто, ако сакаш да кажеш плюс, ние секако повторно ќе се надевам медиумски ќе се дружиме на некои други теми. Меѓутоа со што е вака ќе заокружиме емисијата? Со тоа што ќе ти посакам, богата и убава кариера, ти си млада, имаш време, ти посакувам да бидеш еве следната Оливера Трајковска. Ти благодарам многу за желбите. Така е, почитувани гледачи, и вам ви благодарам што со внимание го проследивте и ова издание од мој став на фреквенцијата на М телевизија. Ве поздравувам овде и постакувам да се видиме за 7 дена од сега.